Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во ова денешно ново издание на емисијата Фактор здравје. Последно за оваа работна седмица не очекува продолжен празничен викенд. Времето и температурите надвор многу високи, па верувам дека голем дел од вас ќе заминат некаде на некое посвежо, поубаво и место на кое што има и почист воздух, бидејќи во Скопје навистина ќе биде пеколно жешко. Доколку и овде останувате, внимавајте, не се движете во оној период од денот кога сонцето е најако и кога зрачењето од штетните УВ зраци е најсилно. Верувам дека ја следите и временската прогноза. УВ индексот сега во овие моменти и во овие денови навистина висок. На тој начин ќе ја заштитиме кожата и ќе го намалиме ризикот од компликации кои подоцна во животот може да се јават. Утрово во Фактор здравје разговараме за пластична, реконструктивна и естетска хирургија кои играат и имаат голема улога во подобрувањето на физичкиот изглед, функцијата на пациентите. На оваа тема, на мое задоволство, утрово разговараме со професор доктор Смилја Туџарова Ѓоргова, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Добро утро, доктор Смилја, и шеф на одделот за естетска хирургија, тоа изумив да го кажам. Ви посакувам добре дојде и верувам дека убаво пријатно се чувствувате, иако температурите надвор од рано наутро многу високи. Добро утро до гледачите, добро утро до сите вас. Да, навистина почнува летото, почнуваат непријатните температури, кои што се ризични секако за здравјето на пациентите пред се, а потоа секако знаеме нели за кожата. Прават карциноми и народот се разболува. Значи, препорака, користете заштитни фактори од било која компанија, меѓутоа сето тоа да биде над 40 заштитен фактор и тоа 2 пати во денот да се мачкате, затоа што само на тој начин ќе се заштитите. Секако носење на светли алишта, покриени деловите на експонираност, како што се екстремитетите, нели рацете, и секако капи, шешири за главата. Така, буквално сите на секоја возраст. Во текот на мај ние честопати во рамките на емисијата го споменувавме, но и во делот на пластичната и реконструктивна хирургија на Универзитетската клиника така се изведуваат оние операции и процедури на кожни малигнитети. Да, значи Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје на Медицинскиот факултет се занимава, една од проблематиките е и лекување и третман на карциномите на кожа, подкожа. Секако тоа станува збор за базоцелуларните, плано, хиперкератозите и најнесаканото нешто, а тоа е добро познатата црна бемка или малигниот меланом. Сето тоа треба да биде отстрането на време и веднаш, и на тој начин луѓето да ја тргнат болеста од себе. Меѓутоа се случува поради мислењето дека бемките и пигментираните невуси не треба да бидат отстранети, туку да се следат, се доаѓа до стадиум кој што е непријатен, тоа е втори, трети стадиум на болеста, на заболувањето, и потоа нели имаме проблеми со појава и на метастази. Потоа пациентите мора да се мачат со понатамошни третмани после оперативниот захват, нели отстранувањето на туморот, мора додат на цитохемо-онкотераписки третман, кој што навистина ги поврзува останатиот дел од животот да го поминат во контакт со болница. Но навременото вадење секако дека овозможува комфорен и безбеден живот понатаму. Значи, допревме една точка, а тоа се туморите на кожата и подкожјето, кои што ги работи пластичниот хирург и кои што се особено значени. Местото може да има појава на лузна, која што може да биде нели од различни димензии, меѓутоа некогаш дефектот го затвараме и со скин граф, добро познатиот сега, после кочани сите знаат што е тоа, значи зимање на кожа од едно место и се покрива дефектот, или при реконструктивните операции се прават локални резени, како што вели пластичниот хирург, дури одиме и до таму, ако е голем дефектот, се прават и фри флепови или слободни резени кои што се подигаат од еден дел на телото и го покриваат дефектот на другиот дел од телото, и сега тука може да ја допреме реконструкцијата на дојки. Значи, пластичниот хирург се занимава и со градите.
Во може ли за естетскиот сето дел, тоа и за да. сите останати кои што се многобројни, така и како операции, и како Да. процедури, да зборуваме веднаш по првиот блок реклами, ќе ги поканам и нашите гледачи да не следат до самиот крај, а се разбира, повелете, јавете се и поставете прашање, бидејќи сме отворени секогаш за она што вас ве интересира да го прашате докторот кој што ни е во Фактор здравје. Со професор доктор Смилја Туџарова Ѓоргова, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, шеф на одделот за естетска хирургија на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, зборуваме токму за овие области, секоја поединечно свое место и свој придонес, така во сето она што значи и подобрување на изгледот, но и подобрување на функцијата, онаму каде што нешто нели треба и да се надополни. Двете полиња бараат високо ниво на стручност, прецизност, емпатија кон пациентите за да се направи најдоброто токму за нив. Долгогодишно ваше лично, професионално, работно искуство со, верувам, небројни изведени процедури и операции кои што ги имате во сиот тој период, но и најразлични типови. Па секако би мал дел од мојата кариера би кажала, тоа содржи 35 години работно искуство, специјализации, дел од специјализација помината во странство, значи започнав со Кантон Шпитал во Луцерн, па потоа 2 пати во Белгија бев, еднаш на Универзитет Гент, еднаш во Сент Никлас Хоспитал, специјално за реконструкција на дојки. Како и да е, долгото искуство, симпозиуми, конгреси, каде што човек се едуцира, се надоградува, се што е нешто ново, таму учи и разменува искуства и тоа резултираше да на овие години сум член на Американската асоциација на пластични хирурзи, на Кралското белгиско здружение на пластични хирурзи, национален секретар и делегат во ISAPS, International Society of Aesthetic Surgeon, национален делегат во Икопласт. Потоа сум ова година ме прогласија за чеармен на трени комити, тоа е значи за распоредување на специјализантите во цел свет. Тоа е комитет кој што содржи околу 9 души, во кои што се распределуваат меѓу различни држави, имаме соработка, тоа е секако голема чест. Потоа сум кантри менеджер на ESAPS, на Европското здружение на естетски реконструктивни пластични хирурзи. Потоа исто така сум член на новиот дел од EASAPS. Како и да е, се тоа многу значи, прво професионално значи, потоа секако сатисфакција за долгогодишниот успех. И јас понекогаш се вртам и си велам, добро е да си познат, меѓутоа најголемите достигнувања пристигнуваат од надвор и нема поголема сатисфакција за стручноста и за професионалниот успех. Среќна сум што можам сето ова да го споделам и да кажам дека на клиника за пластична хирургија бев ментор на доктор Игор Пеев, кој што е сега солиден пластичен хирург, на доктор Томислав Јовановски, секако на доктор Јасмина Георгиевска. Сега имам уште 6 специјализанти кои што се под моје менторство. Се надевам дека ќе успеат да соберат се што е најдобро и секако трновите патот на хирургот, прво затоа што не работи сам, работи со тим. Тука се тимови од анестезиолог, анестетичарка, потоа тимовите на одел, да не ги заборавиме, нели сестрите, болничарите, кои што со осмех, со се може да го подигнат пациентот во најтешките мигови. И секако дека професионалниот успех има нели едно плато во кое што сега тренутно со право можам да речам дека како професор, еден од најстарите професори на пластична хирургија, можам да давам совети, сугестии во третманот и лекување на пациенти. Кога бев млада на специјализација, па специјалист кога станав, секако имаше голем страв секој пациент што ќе дојде како итен, ургентен, дали на време ќе биде нели решен, дали резултатот ќе биде соодветен. Можам да речем дека пластичната хирургија, народот мисли дека тоа е само естетика, меѓутоа ќе кажам, само за разубавување на колку комплицирани и сериозни така случаи имате интервенции. Еве ќе допреме само еден сегмент. Нели зошто пластичниот хирург дежура? Прашањето.
тука може има да кажам... Има ли потреба? Веројатно ние дали така би си помислили и би прашале. Значи, операции кои што се соочува пластичниот хирург, тоа се повредите на шаките, на нозете, на екстремитети, ампутација на одредени делови од телото, од циркулари, машини, повреда на работно место. Сме имали ампутиран дел од уво, например, во една тепачка. Комшијата земал нож и го исекол увото на другиот комшија. Како и да е, сето тоа е ургентно, треба веднаш да се сошие. Тука влегуваат и сообраќајките, каде што секогаш колегите од хирургија, травматолози не викаат и секако тој сегмент го решава пластичниот хирург. Потоа се наред опекотините. Еве како што имавме голем пех со кочани. Третманот, лекувањето, брзата реакција да се транспортираат. Јас баш точно бев дежурна вториот ден, 17-ти, кога само како налети, како валови од бранови стигнува опечените деца. Секако имаше среќа да дел, па скоро сите беа изнесени некаде надвор, еве ги сега се враќаат. И освен тоа што кажуваме, што треба да се превземе после направената трансплантација на кожа, која што е едноставна метода, техника со која што се обезбедува покривач на изгорените делови, имаме пациенти на кои што имаме отсуство на дисталните сегменти на шаката или ампутирање на дел од шаката. Сега тука следен чекор кој што треба да се превземе и да се размислува, освен физикалната терапија, така, во целиот тој процес така и на дополнително лекување и рехабилитација, која што ме потребна. Треба да се размислува соработка со центар каде што се прават силиконски прсти, односно надворешни протези и епитези се викаат. Порано имавме со ортопедски завод Слава и меѓутоа сега во Словенија се праќаат пациентите. Тоа треба да се згрижат и да се направат, да се порачаат специјални гармент или облеки од еластични завои со патенти кои што вратот ќе го држат во позиција да не прави хипертрофични лузни и келоиди. Најнесаканото има разлика меѓу хипертрофична лузна и келоид, и исто така да имаме функционалност на тие делови, вратот, рацете и така натаму. Не можеме да се откажеме од сето тоа во странство што се применува. Едноставно, така многу е потребна поддршката и помош. Меѓутоа ќе кажам дека пластична хирургија и на времето имаше например донесо во еден налет голем број, но секако не 200 пациенти од горење на фабрики за намештај. Потоа имавме деца кои што се сликаа на воз. И тој се вика електрокуција или од струен удар. Имаме опекотини кои што се навистина многу опасни, затоа што тука имаме и аритми на срцето настануваат, и таквите деца беа во животна опасност, како и да е. Некој од нив помина и завршија кај нас, некои ги испративме во Гент во Белгија. Ова ви зборувам пред 20 години. Пластична хирургија се занимава со третмани, лекување, секако и градска болница на времето. Пластичните хирурзи поминуваат и дел од тренингот, имаме специјален испит за третмани, лекување на опекотини. Треба да се послушаат советите, имаме стручен кадар за тоа нешто и да поминеме сега на некои од другите области и постојано и во текнели, како рековте, и обики до усовршување, многу знаење, многу вештини, бидејќи во пракса најдоброто мора да се покаже, меѓутоа и во склоп на сите нови хируршки техники и технологии кои што се применуваат така за најдоброто секако за пациентите. Само се извинувам што ќе ве прекинам, мислам дека имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, доколку сте се уште на линија, повелете, ве слушаме. Добро утро. Дали е гледачот на линија? Ако не, ќе се обидеме да го повикаме малку подоцна. Сега да се префрлиме на малку естетиката, така? Што секако процедури, што бараат, што сакаат, што може да се направи? Значи вака, ако почнеме од главата. Прво што ни паѓа во очи, тоа е носот. Значи, дечињата се комплексираат во пубертет од 16 години нагоре со естетскиот изглед на носот.
Таа техника оперативна се нарекува ринопластика и во светот и кај нас се работи, постојат две техники, на затворена ринопластика и отворена ринопластика, каде што комплетно го менуваме ликот. Значи, после една оперативна техника на ринопластика, носот е комплетно сменет. И ликот, пациентот се доживува сосем различно од пред тоа. Друга техника ни се аурикулопластиките, корекцијата на ушите. Нели имаме често коментар, ушите му се како дамбо, или на девојчињата не ја подигаат косата нагоре во кикици. Се прави оперативна техника која што се изведува во локална анестезија, пациентот веднаш си оди дома, се вадат конци 10-12 ден, се носат точно 4 недели до 6 стегач на ушите и е завршена оперативната процедура. Потоа одиме усните. Освен со филери, кој што е тренд денеска, да имаме различни типови форми на усни, значи имаме една хируршка техника, лип лифт се вика, или бафало техника, каде што под носот се прави рез и се подига горната усна, се испеглуваат пушачките бори на усницата и после 30 минутна интервенција во локална анестезија, пациентот си оди дома. Што со лузната под носот? Таа е во сенката на носот, вообичаено не се гледа ако е изведена како што треба. Одиме во погледот на димпл или вдлабнувањата или борите на смеш, осмех е многу суптилен термин, се работи интрабукално од внатрешната страна на устната и се прават рупици на образите. И пациентот, значи пациентката, е задоволна. Потоа одиме со вдлабнувањето на брадата. Значи брадата е исто така еден символ кој што дава женственост, елегантност или маскулинитет. Карактеристика е убава, широка, како велиме ние, триаголна и плочеста, како кибритче брада за машките. Таа во денешно време се надополнува или со филери, или со липофилинг, масно ткиво земаме. На времето се ставаше акрилатни протези, односно силиконски, во форма на брада и истите се користеа за правење на јаболчници. Денеска тоа сето се избегнува и се користи маст од суптеното ткиво, најчесто се зема од пределот на стомакот или внатрешната страна на бутините и таа маст се вбризгува и се добива ефектот на подмладеност. Во денешно време има техника на нанофет графтинг, на микрофет, како и да е сето тоа се работи на нашата клиника и овозможува разубавување. Па пациентот ако не сака да става филери, во тој случај ја понудуваме техниката со микрофет графтинг со кое што се измазнуваат брчките или борите. А никогаш може би има и преголеми барања или желби, така, ама затоа сте вие тука така во разговор, да им предложите што би било најдобро. Само кратко ќе се навратам кога рековте корекцијата на носот, односно изгледот. Тука се подобрува и изгледот, но се подобрува и функцијата, бидејќи има голем број од пациентите кои што мораат да направат операција на носот заради септумот, преградата, девијацијата, така или затворање. Значи, освен дорзалната лордоза и риносколиоза на носните коски и рескавичниот дел деформитети, имаме ние и преграда една во носот, која што може да биде извијугана во форма на S буквата. Тука спаѓаат и конхите, носот знаеме има 3 ходника, може да бидат обструирани, прво од полипи, потоа може да бидат од хипертрофираност и сето тоа се коригира. Значи пластичниот хирург кој што се занимава со естетска хирургија не може да ја остави преградата некоригирана или на пример со девијација, а само горниот дел лордозата да ја коригира. Сето тоа мора да биде направено како што треба и таа отворена техника на ринопластика овозможува комплетно хирургот да има увид на целото поле и вклучувајќи ја и носната преграда која што на вистина треба да биде коригирана. Така и потоа се подобрува дишењето. Да, затоа велиме дека ринопластиката е и естетска, но и функционална, што е особено значено. Функционалните се коригираат и на возраст од 14 години, значи не се чека 18 да заврши периодот на растот, а каде што немаме корекција на девијацијата, чекаме да наполнат 18 години и пристапуваме кон ринопластика.
А во поглед на возраста кај корекцијата на ушите, така оние кои дечиња, што го има тој проблем, од кога може да Значи, се од 7 направи? годишна возраст или 6 се прави корекција на уши. Например, имавме едно девојче се занимаваше со манекенство, една мала сладка девојчица која што на возраст од 6 години. Сега, многу е битно соработката, дали ќе биде во локална анестезија или ќе оди во општа анестезија за да се коригираат ушите. Обично на 9 годишна возраст па нагоре ги коригираме исклучиво во локална анестезија, нема потреба од општа анестезија. Некои од интервенциите траат пократко, некои бараат многу време. Да. Предпоставувам. Па една од најтешките операции, јас како велам на специјализантите со ринопластика и со фейслифтинг, ќе се занимавате најкасно во кариерата. Затоа што тоа се едни од најтешките операции со многу големи ризици во секој поглед, од типот на крварење па до парализи или посекување на лицевиот нерв, нервус социјалис, кои што остава трајни последици. Значи сето затоа овие две техники се за најдолго во кариерата, па после почнете со тоа да се занимавате. Како и да имаме тука и неклифтинг, отстранување на борите нели на вратот, резот ретроаурикуларен и тоа е во нешто што задниот дел. најмногу и пречи на жената, така изгледот на вратот. Да, тој исто така И хируршки веројатно е најпосакувано нешто да може тука корекција да се направи. Да, се прави корекции, имаме липосукција, значи субменталното перниче под брадата кое што се експонира, тоа го отстрануваме со липосукција, а брчките и борите ги отстрануваме хируршки со неклифтинг операција, или во денешно време ставаме исто така филери, липофилинг или тренутно е употребата на треадлив конците, меѓутоа тие имаат фоллоуап или следење година дена до 2 и повторно треба после нешто да се направи за комплетна корекција. И понатаму надоле, ако се симнуваме, тука е деколтето. И само уште кај очите спуштените капаци, така? Да. Блефаропластиката е исто така една елегантна интервенција хируршка, каде што ги коригираме и долните и горните очни капаци. Во денешно време тренд е сега корекција на вегите, во пределот на вегите баш каде што се влакненцата, се прави хируршки рез и се подигат нагоре, на тој начин се отвора и видното поле, и се позиционираат вегите малку повисоко од вообичаено, па со блефарото и броу лифт, како што се вели хируршката техника, се добива тоа кетај или фоксај на лисица очите, нели затегнати, но тука мора секако да се внимава да не дојде до премногу затегнување, компресија на очниот булбус, премногу вадење на масни перничиња, бидејќи имаме горе 2 масни перничиња, доле 3 кои што ги вадиме, па да не се сгреши во горното поле и солзната жлезда да се извади, бидејќи таа е малку посветло жолта од масните перничиња, значи велиме многу анатомија пред било што да се работи хируршки. Да се работи. Да. Така. И надолу. Деколтето на жената. Или кливич, како што се вели, тој нели убаво изгледа кога имате убави масивни големи гради, кога немате гради, како дајат пациентите велат имаме пуслици, па да ставиме перничиња од типот на Дормео, така ги викаат имплантите. Да. И се прави корекција, значи имаме боцкање со филери во деколтето, боцкање липофилинг и на тој начин се измазнуваат брчките при старење, хиперпигментираност исто така со дермоабразија се отстранува и одиме во пределот на дојките. Дојките може да бидат мали или големи, ако се мали ставаме имплант или силиконски протези кои што се тридимензионални, има повеќе сега компании во Македонија влегоа, треба многу да се внимава кој тип на протези ќе бидат понудени, нели? Најдобри се тридимензионалните, имаме и смут, мазни, имаме и со физиолошки раствор кои се најевтини, меѓутоа треба да се даде да се консултира пластичниот хирург и за големината, што е најбитно, нели, комфорно во градите да бидат сместени, не преголеми, затоа што ќе направат некроза на кожата и ќе излезат, како вели народот, и тој тип на операции, значи се вика имплантација на протези. Потоа имаме големите гради. Така, само јас сега повторно ќе ве прекинам да го слушнеме гледачот кој во моментот се јавува. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Дали сум уклучена? Да, по програма сте, повелете. Добар ден. Едно прашање. Се работи со синот, веќе има 50 години. Негде на 18 години докторот првпат кога го прегледа, кажа дека има девијација во носот и дека треба да се коригира. Беше помало од 18, така да не одлучивме ништо, али после сето това, они денеска крчи
многу приспиење. Дури се гуши кој ќе се занесе, го осеќа дека мислиш ќе изгуби воздух. Дали некоја корекција се уште се прави во врска со тоа, да нека препорака да ми кажете каде и што? Секако, да. Ви благодариме за јавувањето. Возраста ограничување ли е некогаш ако навреме не се направи? Не, значи тука има уште нешто што треба да се испита, тоа е ендоскопски да се види преградата, да се направи снимање по хирц на рентген да видиме ние дали е во прашање девијацијата и секако уште еден момент има тука, треба да се провери големината на овулата или ресичката, како и да се помисли на слип апнеа, да не има случајно човекот на оваа возраст, која што навистина е причина за нормалното протекување на воздухот додека спие и секако денеска постојат и специјални машини за пациенти кои што се со слип апнеа, се поставуваат ноќе, дише низ преку таа машина, како вели народот, и се отстранува, организмот има голема количина доволно на кислород, пациентот се осеќа наспан, безбеден, значи да се помисли на сите тие три нешта да се проверат и секако дека останува, ако е само до носната преграда, таа и на 50 години може да биде исправена. Така, сите овие испитувања на уво-нос и грло, така кај ендоскопските анализи на кај оториноларинголог било каде, да. А потоа ако има потреба и да се прави некоја интервенција, нема проблем, може и на уво-нос и грло, може и на пластична хирургија, колегите од оторино се добри во корекциите на ринохирургијата. Така. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот, иако уште кратко време, доктор Смилјан, ни остана до крајот, ама ќе можеме, нели, во кратки црти, ајде кај градите што се друго, не е само зголемувањето на градите, така како желба или како потреба на една пациентка. Балканот е карактеристика за жени со големи гради, особено на 18 годишна возраст, тоа е, значи имаме мерките за градите, велат обично треба 17 до 19 да биде мамилата во однос на медиоклавикуларната линија, а кај нашиве девојки со големи гради е до 33-34, па се прави ампутација на града, па се прави, нели, трансплантација на ареола или мамила, се прави редукција, се прави лолипоп техника, најпознатата е на мадам Лежур, суперомедиален педикул, како и да е, значи има голем број на оперативни техники со кои што се добива совршен изглед на женската града, бидејќи женственоста за пластичните хирурзи е главата и градите. Како и да е, следните... Но тука и реконструкцијата после, нели, мастектомија, така е сепак и оној дел кој што не е толку убав, меѓутоа има можност така да се надокнади. Значи, кај жените имаме, ако имаат стадиум, нели, над 2 нагоре и се на цитохемотерапија, чекаме да завршат и 3 години после мастектомирањето на дојките, правиме реконструкција, даваме избор со експандер, со силиконска протеза и у денешно време може и со сопствено ткиво од грбот, латисимус или диепфлеп, тоа е резан од стомакот. Значи подигаме стомакот, дел со кожа, подкоже и сето тоа го транспонираме и правиме мека сочна града која што е, нели, од сопствено ткиво. Тие операции траат многу долго, 6 до 8 часа, па и повеќе, меѓутоа со сопствено ткиво потоа имате дојка. Најбрзи се реконструкциите со експандер, тоа е кесичка која што полиме со физиолошки раствор, да добиеме, експандираме кожа и тука во таа кожа соодветна ставаме силиконска протеза која што не лимитира града. Па правиме и мамила, зимаме од препоната графт, и така, тоа е, нели, за подобрување на квалитетот на изгледот и сатисфакцијата на жената. И битно е сатисфакцијата и кај сите овие, нели, процедури и интервенции што се прават, така? Да, и изгледот и функцијата, но и само довербата и сатисфакцијата кај пациентите е многу важна. Имаме уште еден гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Едно прашање за гостинката. Кога може да се направи интервенција за откриен слоем синдром кај помало детенце? Со повеќе консултации велат дека после 18 се работи за десен пекторалис мускул. Значи, Поландовиот синдром, тоа представува отсаство на градата, станува најверојатно збор за женско дете, но може се јавува и кај машките,
тогаш се става специјална протеза која што е лепезаста и личи како мускулус пекторалис. Ако станува збор за женско детенце, тогаш корекцијата и поставување на силикон имплант протезата поради унилатерална хипоплазија се прави на возраст од 18 години. Чекаме 16 до 18 години и се поставува силиконска града, која што истата може после 10 година да биде сменета со поголема, доколку како се развива телото или добива фета депозитисион на другата града и на стомакот, значи се прави корекција. Така, тоа како со овие информација што било малформација и таквите подлежат на фонд, тоа мора да кажеме. Додека другиот тип на поставување билатерално или обострано на импланти, тие се во естетската хирургија, кои што не подлежат на фондот и се приватни. И за сега цените не се големи, негдека околу 1000 евра се на клиниката и околу 800 евра се до 1000 протезите. Така, но да се почека до возраста 18 години. Обично така, чекаме 16 или 18 години да видиме што уште ќе се случи во развојот, меѓутоа тие навистина треба да се коригираат. И како можност се нуди. Мораме да ја завршиме емисијата, ама тоа значи дека сето она што не успеавме да го кажеме, а го планиравме, ќе го оставиме за следно гостување. Една порака само до нашите гледачи. Порака до нашите гледачи, на клиника за пластична хирургија има 31 пластичен хирург вработен, дел од нив се на специјализација, меѓутоа најголемиот број се специјалисти, може да се обратат, да дојдат. Секако постојат други приватни клиники, како што е Систина, како што е Ремедика, каде што работат моите колеги, кои што се прекрасни, и секако постои Жан Митрев, пластичната хирургија е развиена таму, имаме 2 пластични хирурзи, специјалисти, и јас дел од моето време го поминувам секој вторник консултативни услуги во клиниката Жан Митрев, секако и операција според законот како што дозволува. Условите во приватните клиники не може да се споредат со тоа што се случува на клиника, импозантни се, одлични, таму нема нешто да нема, секако и комфорноста и работењето е многу поразлично него во државна институција, каде што поради несоодветна политика се пренатрупани клиниките, например во странство, една универзитетска клиника е тренинг центар и има вработено 1 до 2 професори, 2 доценти и останатите се сите на специјализација кои што тука поминуваат, има флоу, течење и така се обезбедуваат добри кадри, но има и услови каде што истите понатаму продолжуваат да работат совршено. Така, но добриот и стручен доктор каде иде ќе го направи најдоброто за пациентот. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24, а само да подсетам дека можете да не следите и на социјалните мрежи, Инстаграм, Фејсбук, каде што имате можност да ги погледнете сите изминати изданија на Фактор здравје, може би да се подсетите на нешто што сте заборавили или пак уште еднаш да сакате да го проследите, да ја проследите емисијата. Ви благодарам, имајте убав и пријатен ден, се гледаме повторно во понеделник.